представници на политиките, почитани граѓани. Денеска сме присутни на промоција на новите полициски службеници, кои што ја дадоа свечената заклетва. И ова е многу важен момент за Република Македонија и за самите нив. Навистина, кога државата се соочува со сериозни предизвици, има една нова генерација на полициски службеници кои што пред се треба да бидат професионални, одговорни во служба на граѓаните на Република Македонија. Се надевам дека очекувањата на граѓаните, кои што е истинска потреба, ќе ја реализираат овие млади полициски службеници и Република Македонија ќе добие на квалитет во смисла на полициски службеници кои што ќе бидат пријатели, кои што ќе бидат сервис на граѓаните на Република Македонија, без притоа да подлегнуваат на било каков притисок, туку ќе го сочуваат својот интегритет и на тој начин ќе допринесуваат да јакне улогата, довербата и службата на Министерството на вътрешните. Апарата го дигам горе. Dobro, ja ovo gledam. Това беа две различни анкети, едната се однесува на корупција и ако добро следевте, тоа што го соопшти јас како бројки е на корупција во полицијата. Корупција во полицијата и довербата е две различни работи кои што се искривале, а најважно од се е да ја намалиме корупцијата во Македонија заради тоа што таа ја јаде економијата, таа ја јаде работните места во државата и затоа многу млади луѓе од Република. Ќе се знајде видите, по тиму и кој тим беше тој бројги на во однос на овој сега полициски што завршуваат сега. Структурата национална и молова е запазена во однос на приемот на полицајци и на овие што се сега завршили, и на конкурсот кој што е во тек, односно овие кои што биле примери. Инаку, во моментот, албанските граѓани, односно полициски службеници кои што биле, ја немам променето нито еден, значи колку биле на началничот полиција, колку се бува. Нема смена Албанец, ако нема смена Албанец, нема поставено. Значи, вие знаете дека минатата година останаа 33 полициски службеници кои што не беа примени, ова година станува 54. Јас минатата година поднесов барање до Министерството на финансии за да имаат вработување овие полициски службеници заради тоа што го положиле испитот, а на МВР му се потребни нови полициски службеници. Мислам дека Министерството за финансии треба да има слух да даде одобрување и овие луѓе кои што ги завршиле сите обуки, кои што имаат добиено сертификат дека завршиле обука за полицајец да бидат во работа на МВР, заради тоа што со тоа Министерството само може да добие. Значи до сега се променет 11. Начално значи останува уште можно за 4. Ја добив информација дека неколку луѓе во исто време останаа на боледување 4-5 луѓе на некои битни позиции. Се надевам дека не ги фати некој вирус заеднички сите одеднаш да останат на боледување, инаку тоа не се позиции кои јас што спенам. Ако е заради тоа боледувањето, мислам дека е злоупотреба и треба да се